Часот и 5 минути во продолжение реализираме линковско вклучување во ова издание на Македонија наутро во живо од главниот град и отвораме темата дали постои реална причина за страф од ковид тестирањето на децата. Имено инспирирани од минатонеделната анкета на факултети МК и Деца МК, која даде резултат дека 70% од родителите се против ковид тестирање на децата во училиштата, решивме да побараме одговор на ова прашање од педијатар. Има ли простор за страф? На ова прашање одговара Кристина Талеска Големтеова заедно со незината гостинка денеска. Кики, повелете? Добро утро, Сузе, до тебе, до сите наши колеги кои што ја реализираат денешната емисија и секако до нашите гледачи за кои што верувам дека овој разговор ќе биде добре дојден. И вака некако го најавуваме. Денеска стартува превентивното тестирање на учениците во основните и средните училишта со цел рано детектирање и превенција на COVID-19. Во скринингот со брзи антигенски тестови се опфатени 8178 ученици во рамки на 80 општини во градот Скопје. Спомена, она што нас не инспирираше за денешниот разговор, беше анкетата која што излезе минатата недела на факултети МК и Деца МК, од кој што на прашањето дали сте за скрининг на децата, околу 70% од родителите одговорија не. Која е причината за страф? Дали постои воопшто оправданост на стравот на родителите? Се само дел од темите кои што ово утро ги одговараме со доктор Драгана Имал-Марковска, педијатар. Добро утро и благодарам за позитивниот одговор за разговор во Македонија наутро. Добро утро и ви благодарам на поканата. Резултатите од анонимната анкета ги знаете и вие. Она што прво и мене ме интересира, верувам и нашите гледачи. Која е причината за негодување на родителите и постои ли вистинска причина зошто да се грижат за скринингот? Ја прочитав и јас анкетата што беше направена на fakulteti.mk и deca.mk и навистина голем е бројот на родителите кои што одговориле негативно за скринингот на програмата. Меѓутоа, мислам дека причината за тоа е само можеби самите родители не се запознаени доволно добро или не им е убаво објаснета самата постапка што треба да се постигне со самиот тој скрининг кој што треба да се направи. Можеби не сакаат затоа што колку што јас разбрав во одредени училишта одредени деца ќе бидат одбрани кои што ќе бидат скринирани. Можеби не сакаат нивните деца да бидат одбрани од одредена причина. Можеби скринингот би бил подобар доколку се одбере едно оделение во тоа училиште и целото оделение да се скринира. Скринингот како алатка е многу долго употребуван и е многу важен за да ние, ако можеме да успееме да превенираме дел од заболувањето и дел од ширењето на заразата. Дали тоа ќе биде успешна метода која што ќе се употребува или нема да биде, тоа останува само да видиме на времето како ќе ни каже. Ова што го споминавте, вие го потврди од Министерството за здравство дека скринингот е единствениот начин како да се превенира ширењето на заразата во образовните установи. Но што вели вашето работно искуство во однос на заразени ученици од почетокот на учебната година? Очекувано беше бројот на заразени ученици да се зголеми како што почна учебната година, затоа што до тогаш децата не беа во колективни установи, згрижени, беа надвор, сега се колку и да протоколите викаат прозорите треба да бидат отворени, треба да има промаја. Децата сепак одредено време престојуваат заедно, на одморите се дружат малце повеќе, се зголеми средбите на децата помеѓу себе се зголемија. Како оваа година што имаше еуфорија да сите сакаат додат на училиште, јас не се сеќавам од кога не сум видела такво нешто. И тоа се сите ризици кои што го зголемуваат бројот на заболени лица во овој период. Самото тоа и точно имаше, само што започна учебната година, се случи да во одредено оделение некој се зарази и така натака. Сега, дали тоа е очекувана бројка која што ја добивме или не, останува статистиката да видиме да се обработат податоците и да се каже меѓутоа да зголемен е, за нијанса повеќе зголемен број. Иако секое кивање, кашлање и покачена температура не поврзува и не асоцира на ковид, сепак треба да сме свесни дека покрај ковидот постојат и сезонските настинки секогаш, кои што, како што ми споменавте пред почетокот на разговорот, воопшто не ги одминаа децата ова сезона.
оваа сезона е сезона, јас се смеам на разноликост. Освен што има ковид и сите сезонски настинки, сите сезонски вируси кои што есента е специфична за вирусите кои што предизвикуваат горно-респираторни инфекти, меѓутоа самите температурни промени, температурни разлики, влагата која што ја има во околината допринесува и стомачните вируси кои што можеби требаше веќе да завршат да ги има. Така да сега има една голема палета на вируси кои што децата ги напаѓаат. Од горно-респираторни, од гастроинтестинални тегоби има, од корона има, така да малку ни е отежната работата во овој период од годината, ама се надеваме дека ќе заврши. Имунитетот е секако многу важна тема на која што треба често да се дискутира, и тоа не само во овој преоден период од годината кога најчесто изборуваме за вируси и настинки, како да го стимулираме истиот во овој период, бидејќи е многу значаен и за ковидот меѓу другото. За се, и за ковидот, и за системските и за сезонските настинки, и за се е многу важно имунитетот да ни биде на високо ниво. Најдобар начин за да го стимулираме, освен што можеме да употребуваме суплементи, тоа и не е првиот начин за стимулирање на имуниот систем. Со правилен начин на исхрана, со употреба на многу овошје и зеленчук, со употреба на изградување на децата на здрави навики, како пешачење, како престојување надвор, употреба на сонцето кој што би ни допринесол заедно со витаминот D кој што го има во сонцето да го подигнеме имунитетот, и заедно со суплементите кои што оваа година веројатно суплементите не заостануваат, ако до претходните години заостануваа, оваа година веќе може би премногу се употребуваат и тоа не е добро. Ни хипер суплементацијата не е добра, не му помагаме така на имуниот систем. Меѓутоа со здравите навики, здравиот начин на исхрана и правилната употреба на суплементите би можеле имуниот систем да го Чисто вашите колеги знаат да кажат дека при првиот симптом веднаш не треба да се оди на доктор, бидејќи токму болниците и амбулантите се едни од местата каде што најчесто се заразуваат меѓу другото пациентите. Го делите ли вие ставот со нив? Да, ние во чекалните имаме многу гужва. Не можеме едно време сакавме да можеме да го менаџираме тоа во однос на да ги закажуваме и болните деца кога ќе дојдат да имаме одреден број само на присутни лица во чекалните. Сега времето е добро надвор и се уште луѓето може да чекаат надвор и тоа е добро. Меѓутоа, не треба веднаш да се оди при првиот симптом на настинка, никогаш не требало и сега исто така дополнително не треба да се оди веднаш. Треба да се проба со прва помош во домашни услови, дали ќе се консултирате со матичниот педијатар, што во првите пати да направите за да го заштитите детето, првото течење на носот нас ништо не ни значи. Меѓутоа, ако поседите малку дома, да речеме еден ден, вториот ден веќе има други симптоми кои што и на самиот педијатар ќе му потпомогнат како да се насочи лекувањето, а исто така и на родителите, можеби пак им помине, па нема да треба да посетат лекар. И разговорот ќе го завршиме онака како што започнавме. Еден совет за крај на разговорот за сите родители кои што се размислуваат дали да дозволат скрининг на своите деца и дали ова е единствениот начин на кој што можеме да превенираме ширење на заразата? Не е единствениот начин на кој што ние можеме, меѓутоа веројатно тоа е дополнителна метода на останатите мерки кои што досега веќе ги употребуваме. Мерките на носење на употреба на дезинфициенси, носење на маски, поголемо престојување подолго време на отворен простор кога си во контакт со другите е мерки кои што се уште понатаму остануваат. И сега скринингот очекуваме да ни потпомогне. Можеби родителите треба прво убаво сите нивни нејаснотии кои што ги имаат да се советуваат. Во прва линија ќе биде било со нивните матични педијатри, било со учителките или со професорите во училиштата на децата, за да видат како би се одвивал скринингот, за да може полесно да му го објаснат тоа на самото дете, да како тоа да го ако се случи во нивното училиште тој скрининг, да самото дете знае што ќе му прават и како ќе му прават, а не да биде на препад дека нешто ќе му се случува на детето. Доктор Марковска, благодарам за разговорот. Ви благодарам и јас. И овој разговор го завршуваме со само уште една информација. Скринингот, согласноста за скринингот на учениците почна да се собере уште минатата недела. Од Министерството за здравство велат дека скринингот во училиштата ќе се реализира по случаен избор на ученици. Тестирањето го прават здравствени работници кои ќе ги тестираат учениците во самите училишта во просторија одредена од страна на училиштето. Тестирањето ќе трае помалку од 1 минута, истото е безболно и безбедно и е како
секое всушност земање на бриз од грло или носна шуплина, велат здравствените работници. Го следиме секако и овој процес, сите нови информации за текот на скринингот ќе ги имаме во Македонија на Аутостудио. Имаме ли прашања? Кристина, ти благодарам многу за исцрпниот разговор со твојата гостинка и сите информации што ги споделивте со нас и со нашите гледачи. Немам прашања, ти благодарам многу за твоето линковско вклучување. Секако ја следиме состојбата и со најновите информации кои што се однесуваат на оваа тема ќе информираме во наредните изданија на Македонија наутро. Ти благодарам уште еднаш.